7 февруари 2015 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Општина Неготино продолжува со проекти за поквалитетен живот на граѓаните. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска на пресконференција даде отчет за сработеното откако е назначен на оваа функција, а говореше и за проектите кои ќе се реализираат во иднина. Почитувани, со самото стапување на функцијата градоначалник, покрај многобројните проекти кои се реализирани или се во фаза на спроведување, главен акцент во моето и работењето на локалната самоуправа е ставен на долгорочно решавање на проблемот со водоснабдувањето како во град Неготино, така и во останатите населени места. Општо познато е дека до неодамна состојбата со водоснабдувањето беше крајно критична, бидејќи во текот на едно деноночие моите сограѓани се соочуваа со редукции на вода за пиење во време траење од 12 часа, но со реализација на неколку паралелни проекти, состојбата драстично е променета во позитивна конотација и сега неготинци имаат континуирано 24 часовно водоснабдување. Овие позитивни промени во најголема мерка се должат на реализација на проектот хидроулично регулирање на притисокот на водата за пиење, кој е во завршна фаза и за кој општина Неготино издвои 350.000 евра и со тоа стана прва општина во Република Македонија во која е имплементиран еден ваков проект со кој се придонесе околу 30 литри вода во секунда кои се губеа поради настанатите дефекти да се вратат во водоводната мрежа и да доаѓаат во домовите на граѓаните. Приоритетен проект за тековната 2015 година е реконструкцијата на водоводната мрежа на улици во Неготино во должина од 8 км, на кои се регистрирани најголеми загуби на вода за пиење, што ќе придонесе за отстранување на дефектите, елиминирање на загубите и обезбедување дополнителни количини вода за граѓаните на град Неготино. Општина Неготино веќе ги обезбеди потребните средства за реализација на овој проект во висина од 960.000 евра од Светска банка и со создавањето на неопходните услови за работа ќе започнат градежните работи на терен. Паралелно работиме на проектот за изградба на 2 нови резервоара во Пепелиште и Тимјеник со зафатнина од 500 и од 150 метри кубни за обезбедување дополнителни количини вода за пиење. Заедно со локалното комунално предпријатие го спроведуваме проектот за замена на старите со нови автоматизирани водомери, при што секое домаќинство од Неготино и од населените места ќе добие нов водомер, а на тој начин ќе се справиме со проблемот на нерационално трошење на водата од страна на диво приклучените граѓани. Сите претходно набројани проекти се со единствена функција за долгорочно решавање на 3 деценискиот проблем што го имаа граѓаните на Неготино и населените места со недостигот на вода за пиење или, да бидам попрецизен, да создадеме услови за обезбедување континуирано 24 часовно водоснабдување за во наредните 100 и повеќе години, во што јас како градоначалник сум длабоко убеден дека ќе успееме во тоа. Со тоа ќе дојде и до зголемување на капацитетите на јавното предпријатие Комуналец, драстично намалување на трошоците во нивното работење, финансиско стабилизирање и создавање услови за рентабилно функционирање, навремено интервенирање и отстранување на дефектите од нивна страна, а крајна цел е задоволни граѓани на град Неготино, кои за секогаш ќе имаат нормално редовно 24 часовно водоснабдување. Од 15 февруари до 31 март производителите на фуражни култури сончоглед и пченка ќе можат да аплицираат за финансиска поддршка за набавка на системи капка по капка. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија последниве 2 години интензивно работи на модернизација на производството на добиточна храна. Имено ако Македонија го зголеми домашното производство на сточна храна и се намалат производните трошоци на годишно ниво, може да заштити до 20 милиони долари. Токму во оваа насока од 15 февруари до 31 март годинава производителите на фуражни култури ќе можат да аплицираат за финансиска
финансиска поддршка за набавка на систем за наводнување капка по капка. Ова мерка првпат е воведена лани само за пченка, сега средствата се зголемени за 3 пати и е проширена на сончоглед и на сите други фуражни култури. И за ова финансиска поддршка земјоделците ќе аплицираат во агенциите за поттикнување на развој на земјоделството. Според изјавата на Лазе Стамаджиев, самостоен референт во Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Кавадарци, земјоделците преку телевизија КТВ ќе бидат подетално информирани за условите кои треба да ги исполнат за аплицирање и кои се документите кои ќе мора да ги обезбедат во апликацијата. Инаку поддршката која предвидува покривање на 50% од трошоците за поставување на системи капка по капка во 2015 година е проектирана на вкупно 15 милиони денари, а минатата година изнесуваше само 5 милиони денари. Оваа мерка произлезе од проектот да одгледуваме повеќе пченка на УСАИД, кој почна 2013 година и даде одлични резултати. Финансискиот ефект од високите приноси, вела стручњаците, е во намалување на производните трошоци на силажа од 2,5 на 0,5 денари и на зрно од 12 на 4 денари. Како дополнителна придобивка, Македонија може да го замени увозот од пченка со домашно производство и тоа ако воспостави системи капка по капка на 7.000 хектари. Со увоз на 62.000 тони пченка и просечни приноси од 4,3 тони по хектар, Македонија е релативно ниско позиционирана во регионот и во европски рамки. Моментно засадените површини со оваа култура со штетите од поплавите најверојатно нема да ги покријат домашните потреби, иако просечните приноси се зголемени за 1,5. Во Министерството за земјоделство смета дека земјоделците треба да ја искористат оваа финансиска поддршка и ја остварат целта да имаме сопствено производство на сточна храна и намалување на производните трошоци. Минатата година, според годишниот извештај до локалната самоуправа Велес, пристигнале двојно помалку прашања за работата на општинските власти. Според општинските власти, тоа се должи на јавното и транспарентно работење. Јавната работа на општина Велес го намали бројот на барања за слободен пристап до информации. Според годишниот извештај, лани до локалната самоуправа пристигнале скоро двојно помалку прашања за работата на општинските власти. Одговорено е на сите барања. Само едно барање е препратено до институцијата која го имала одговорот. Финансиската работа на училиштата, планот за јавни набавки, копија од ценовник за пазарна вредност на градежно земјиште. Ова се дел од барањата доставени до општината според Законот за слободен пристап до информации. Ако направиме споредба со минатата година имавме, односно за 2013, имавме 41 барање за слободен пристап до информации. Оваа година имаме 28. Според нашата перцепција тоа се должи на зголемената транспарентност на општината, бидејќи колку е помал бројот на барањата, тоа значи дека сте повеќе транспарентни. Инаку граѓаните и оваа година, како и минатата, најмногу се интересираат за тоа како се трошат парите од буџетот на општина Велес. Понатаму оваа година има интересна ситуација, имаме повеќе барања кои што се однесуваат на деночната постапка и како некоја практика имаме доста барања кои што се однесуваат на постапките во областа на урбанизмот. Освен општината, во годишниот извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер има податоци и за останатите институции кои се под надлежност на локалната самоуправа. Најмногу барања за информации пристигнале до јавното комунално претпријатие Дервен, одговарало на 15 прашања. Ние сме единствена општина во Република Македонија која што прави сублимиран извештај, тоа значи извештај кој се однесува на работата на нашата администрација во општината, меѓутоа и на работата на сите локални јавни институции кои што се под надлежност на општината. И тие релативно, значи секоја година имаат многу мал број на барања, од 1 до 4 барања се движи бројката во локалните институции и најчесто тие барања исто така се однесуваат или на јавните набавки или на начинот на кој што тие ги трошат своите средства. Библиотеката, јавното претпријатие Парк Спорт и детската градинка се институциите до кои не пристигнале барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и дел од училиштата немале прашања за нивната работа.
Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија до населението достави мерки и препораки за заштита од заразни болести кои се пренесуваат преку храната и водата за пиење, како и мерки за заштита на животните за време на поплави. Агенцијата за храна и ветеринарство ги издава следните препораки за заштита на населението во поплавените региони за заштита од заразни болести кои се пренесуваат преку храната и водата за пиење, да се следат информациите за водоснабдувањето и безбедноста на водата за пиење, за подготовка на храна и за одржување на лична хигиена, да се користи само пакувана вода или вода за пиење од цистерни кои ја доставуваат јавните водоснабдителни претпријатија. Резервите вода наменети за употреба задолжително да се превријат најмалку 15 минути. Водата да се хлорира на соодветен начин или од страна на стручно лице. Заматената вода да не се користи за пиење и за готвење, се до потврда за нејзина безбедност со лабораториска анализа. Ако водоснабдувањето се врши од индивидуални водоводи, се изврши превентивна дезинфекција на водата. По контакт со водата од поплавата или со предметите кои биле поплавени, задолжително измиите ги и дезинфицирајте ги рацете. Заштитете ја готовата храна да не дојде во контакт со водата од поплавата или со отпадните води. Храната која била во контакт со водата од поплавата да не се користи за исхрана, туку да се фрли, да се дезинфицираат сите работни површини, приборот за готвење и јадење. Храната да се подготвува со безбедна вода, задолжително термички да се обработува на температура повисока од 70 степени Целзиусови. Овошјето и зеленчукот, кое обично се користи сирово, дополнително да се измие во млака вода, да се исчисти, повторно да се измие и термички да се обработи. Малите деца да се хранат со индустријски подготвена храна. Понатаму во известувањето од Агенцијата за храна и ветеринарство следуваат и препораките за заштита на населението од поплавените региони, за заштита на животните за време на поплави. Животните да се префрлаат на безбедна локација и да им се обезбеди храна, вода и засолниште. Ако се држат врзани, треба да се отворат вратите од боксовите и шталите, за да можат животните да побегнат. Животните да не се хранат со храна која била поплавена. Храната треба да се складира и префрли на безбедно и суво место, по можност да се складира и свежа вода во херметички затворени резервоари, цистерни или буриња. Животните треба да бидат обележани, а ако не се на сопственикот, може привремено да се обележат за да можат да се идентификуваат во случај да се изгубат. Фармерскиот регистар и податоците за животните да се складираат на безбедно и суво место. Доколку нема свежа и безбедна вода на животните, може да им се даде да пијат дождовница. На животните не треба да им се дава да пијат од поплавената вода. Потребни дневни количини вода за животните се: за говеда од 30 до 50 литри, коњи од 20 до 45 литри, свињи од 4 до 12 литри, овци и кози 6 литри, живина 0,5 литри. Животните кои не се во добра здравствена состојба, кои патат и страдаат, во консултација со надлежен ветеринар треба да се убијат на хуман начин. Тоа се препораките од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија. Во понеделник ќе се извршуваат боеви гаѓања на армискиот полигон Криволак. Од таму доаѓа следното известување. Од командата на армискиот полигон Криволак им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека на 9 февруари понеделник во реоните Брест, Вардар, Чифлик, Караоджали и Белкамен ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат за тоа надлежните органи од командата на полигонот или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Стрелиштето на кое ќе се извршуваат планираните гаѓања ќе бидат видно обележани согласно со законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување, стои на крајот во соопштението од армискиот полигон Криволак. Во екот на грејната сезона се е под контрола во општинското основно училиште Пере Тошев Росуман. Огревни средства има во доволна количина.
Во екот на грејната сезона се и под контрола во Општинското основно училиште Пере Тошев Росоман. Огревни средства има во доволна количина и не постои место за паника. Грејната сезона си тече според нормативите, а учениците се доволно загреани, како во Општинското основно училиште, така и во подрачните училишта, информира директорката Мирјана Димова. Во Централното основно училиште Пере Тошев загревањето е со парно, значи имаме доволно количина нафта. Во останатите подрачни училишта грејењето е со дрва, значи во сите училишта има снабдено. Со централниот систем за парно грејење во село Паликура и поврзувањето на спортската сала со парниот систем на училиштето во Росоман заврши планираното на ова поле во 2014 година. 2015 започна со промена на кровната конструкција на училиштето во село Трстаник, а ова 2015 приоритет за училиштето ќе биде реализацијата на проектот за енергетска ефикасност како и санитарните јазли. Вера Далавера и Оти Бевака ќе доживеат уште по една премиера, но со преработен текст. Новинарската секција при Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци и денеска интензивно работеше на подготовките. Новинарската секција при Советот за превентива против малолетничка деликвенција Кавадарци интензивно работи на подготовките за двете премиери на представите Вера Далавера и Оти Бевака. И двете представи ќе доживеат уште по една премиера, но со преработен текст. Во моментот дел од екипата која работи на представите е нова. Представници има на речиси сите училишта, нивниот ментор Мики Виденовиќ првично најавува и за евентуалниот датум на премиерите. Прво да кажам, ви познав сите гледачи на КТВ телевизија. Благодарно што одвоите малце време за дечки кои што навистина работат интензивно. Ова е пета генерација на така наречената новинарска работилница. Ние така на почетокот ја крстевме и така остана. Инаку сега сме, барем неофицијално, се уште преименувани во Младински аматерски театар. Веќе дадовме две представи. Пред минатата година ја дадовме Оти Бевака, минатата година ја дадовме Вера Далавера. Меѓутоа, заради фактот што често пати учениците од основно одделение кога го поминуваат во прва година, дел од нив се одлучуваат и да не продолжат. Мораме да ги смениме главните ликови во Вера Далавера и еве сега повторно ги спремаме и двете представи, значи и Вера Далавера и Оти Бевака. Оти Бевака малку изменета. Да кажам дека и третата представа која што е во ракопис ќе биде, значи, спремна за учење текстуално, значи оние текстуални проби некаде март-април месец. А што се вика, јас очекувам Вера Далавера да дадеме некаде до крајот на февруари, а Оти Бевака некаде за 1 април, значи за денот на шегата, бидејќи навистина станува збор за младински текстови, текстови од крадаречкото секојдневие, текстови кои што ги интересираат младите луѓе од нашиот град и текстови кои што сите млади луѓе од нашиот град, без разлика на возраст, зборувам за млади луѓе, навистина онаа граница млади, нели, ќе може да се пронајдат. Инаку работат дечки од сите основни училишта, имаме и од средните училишта, значи имаме и од гимназијата и од електромашинскиот училишен центар. Имаме на различни возрасти, меѓутоа она таргет група некоја наша е 7-8 одделение, прва, втора година средно. Иако имаме ние помали овдека од 7 одделение, меѓутоа за секој има место во драмите, така да јас се надам ќе биде интересно и за гледачите. Повторувам, значи Вера Далавера очекувам да ја дадеме некаде кон крајот на овој месец. Некаде за 1 април ќе ја спремиме и Оти Бевака, а третата во, која што реков, во ракопис, ако успееме да стигнеме до 1 април, очекувам премиера некаде за крај на учебната година. Закрие ли во некој од овие младинци скриен талент за глума? Па вака, ние почнаме чисто како еден, јас ке речем, интернет зиден вестник. Тоа беше идејата малце да се опореви тој зиден вестник, потоа преминавме во новинарска секција во која учеа најосновни работи што треба новинарите да ги знаат, како правилно да напишат новинарски текст, како да се понашаат пред камера, како да го држат микрофонот. Имавме и телевизиски емисии, се кажуваат сите, нели, на Екстра Тим. Голем број на таленти има и за телевизијата, и за театарот.
со го на фактот што оние што не знаат, овие дечки, дел од овие дечки всушност се дел од онаа екипа која што го снимаше првиот Тик-так фест, се разбира во режија на КТВ телевизија, и единствениот материјал кој што може да го видат сите што сакаат, значи првиот Тик-так за Трајко Каров на YouTube. Двете представи го отсликуваат секојдневието на кавадарчани, особено тинејџерите, нивниот ноќен живот и односот со семејството. Младите глумци потврдуваат се пронаоѓаат во улогите, но целта им е да постигнат малку поинаков ефект кој ќе води во правилна насока од секојдневниот живот. Активен член сум во новинарската екипа, во Вера Далавера сум главна улога, Вера Далавера е носачката улога, а во представата Отибе вака сум една од семејствата, мајките, Стојна и накратко кажи ми што сакаат да прикажат двете представи за кавадаречката јавност. Па вака, во главно нас ни се сите тинејџерски представи. Во Вера Далавера сакаме да прикажеме дел од нашето тинејџерство, што правиме каде излегуваме, како се понашаме, а во Отибе вака некако семејно нешто, како семејни емисии, семејни драми, како се понашаме ние тинејџерите, како треба да се понашаме тинејџерите и нешто поучно сакаме да извлечеме, така да колку можеме од нас тинејџерско, па и во главно другите од нас и што сакаме да научат другите. Лично ти се пронаѓаш ли во улогите кои ги глумиш? Бога ми многу се пронаѓам и затоа ми е многу убаво тука што доаѓам и веќе сум 3 години и не би се откажала и би му препорачала на сите кои сакаат да идат, бидејќи многу е забавно и многу поучно. На крај сме од вестите, следува прогнозата за времето. Утре ќе биде претежно облачно, попладне со локални врнежи од снег, ќе дува слаб до умерен, а во попладневните часови засилен северен ветер. Температурата ќе биде во опаѓање. Временската информација беше последна во саботното издание на вестите. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и ви посакувам убав викенд со нашата програма.